Неизбежен дел од зимската пазарна понуда е пашканатот, коренесто растение кое многумина го мешаат со морков. Иако пашканатот на македонските пазари има долга традиција на понуда, сепак лица кои се занимаваат со негово одгледување има малку. Пашканато може секој да го произведе, прибедејќи се саде директно од семка. Малку е проблематичен уникнувањето, а иначе не е проблем другото. Иначе користи се за супа. Кува се на едноставен начин. Значи сее се и имаме пред сеењето прскање на почвата само и толку, после само се вади. А или на парче го даваме. Ние тука обично не зимат кило, значи на парче 150 до 170 кило. Освен хранливо, пашканатот има и многу лековите дејство и помага при намалување на холестеролот, шеќер во крвта, крвен притисок и зајакнување на имунитетот. Пашканатот е далечен роднина на морковот, целерот и макдоносот. Ова коренесто растение, чој корен има посебна арома и вкус, потсетува на морков, само што е бел по боја. Тоа е совршен додаток за подготовка на нискокалорични рецепти. Сепак, кај нас ова исклучително полезно растение малкумина го користат. Не, слабо користам. Не ќе го тоа. Не употребувам такви работи. Ја не сум земала до сега такви работи. Како и морковите, и пашканатот доаѓа од Азија, каде е користен уште од античко време, но некои негови видови свое потекло имаат од Средна Европа, каде исто така се користи од секогаш. За разлика од пашканатот, традиционално најбараните производи на штипскиот пазар најмногу се трошиа и денес, а еве ги нивните цени. Портокал 35, јаболко 30, лимон 60 денари за килограм, марула 25, зелка 40 денари за парче, домати 100, банана 60, кроми 20, компир 35 и цвекло 40 денари за килограм.